Добре вечер, почитувани, добро дојдовте во петочното издание на магазинот со Томич. Еве 1 ноември, месецот на машкото здравје. Морамо да го акцентирам, зашто? Овој месец е многу важен за сите нас мажите, да водиме грижа за нашето обстојување, битисување како мажи, имајќи факт дека многу малку се посветува внимание на нашето здравје. Ова ми особено често денешната емисија и магазин ја започнам со оваа информација, бидејќи голем број смртни случаи се случува токму заради негрижата, неодењето на редовни контроли кај уролозите и исходот се знае с краја да е. Но подобро да се спречи отколку да се лечи. Јас овој месец почесто ќе ве подсетувам што повеќе и почесто да ги посетите уролозите. Знаеме дека бројката е минимална, еве едно Куманово со 120.000 жители, 100.000 граѓани, само еден уролог. Во Дебар уролог станал градоначалник и сега се без уролог. Ова мислам дека министерот за здравство Таравари и владата на Македонија час поскоро мора да алармират ситуацијата, бидејќи навистина мажот е стожерот на семејството и покрај тоа што велам, жената е глава на семејството, но еве, посветив 3 минути за машкото здравје. Но како и да е, вечерашната емисија почитувани ја посветив за и околу тоа што факти говорам, за корупцијата е криминалот, само ние сме силни на вилица, никако на дела. Секоја част на исклучоци, но тоа е малку, бројката е минимална во однос на одна која треба да биде. Си дадов за право и врз основа на вашето мислење, јас го прифатив фактот и тоа е дека криминалот и корупцијата во Македонија се закон, дефинитивно. Ќе третирам со господинот Максим Ацевски, главен државен ревизор. Ќе му посакам добро вечер и добро дојде. Благодарам, добро вечер, поздрав до вашите гледачи. Еве, почнав со машкото здравје. Колку се грижите за вашето здравје? Па ние како институција постојано на секои 2 години организираме континуирано систематски преглед за сите вработени. Така да тоа е една од обврските на Државниот завод за ревизија, а во исто време како граѓанин, нормално академски граѓанин ги посветувам доволно внимание на сите своји обврски здравствени прегледи, така да и во делот на ова област што вие ја кажувате. Ја исто би ве замолил како прв човек во една ношна референтна институција, овој месец особено ве молам да интервенирате, инсистирате на сите ваши вработени од машката популација да одат час поскоро на такви прегледи. Ако можам да додам, ние не правиме разлика во нашата институција помеѓу мажите и жените, ти имаат подеднакво право и овој месец само што заврши систематскиот преглед на сите вработени во нашата институција. Значи помина така да таа обврска. Обврска помина. Секоја чест. Благодарам. Моето обично прво представување, вие сте прв пат кај мене во овие 24 години, вие сте прв човек на Државниот завод за ревизија. Државниот ревизор сте, рече си 10 на година, 2019. 5 години, главен државен ревизор, а во Државниот завод за ревизија сум од 2001, така да некаде околу 23 години вкупно ефективен стаж во Државниот завод. Ајде, тоа сум јас имена рубрика. Кој е Максим Ацевски? Името ми е интересно. Јас вака обично милувам да малце анализирам пред да ја почнам емисијата со соговорниците. Велам, има еден познат класичар, викаше, "Человек-то гордо звучи", Максим Горки. И викам, дали господ Ацевски е крстен по името на дедо му, по некој светец или Максим Горки? Па добро, има поголема историја околу моето име и моите родители тогаш прво ми дале одредено име, па потоа го сменили така, бидејќи во тие времења сепак се поставували имења по одредени личности, така да мислам дека комот би избрал името по писателот Максим Горки. Значи погодив. Се надевам. Убаво таа неговата мисла што вели "Человек-то гордо звучи" или "Човекот тоа гордо звучи", сега некој може ќе придаваат важно значение, но сепак треба да се спомнат умните пораки, силните пораки на умните луѓе кои израчаат и значат совршенство во денешната цивилизација и со тоа што навистина Максим Горки даде голема
заложба и обврска на сите нас, каде да сме на сите 4 страни на светот, да ја разбереме таа порака, човекот тоа гордо звучи. Што значи, што представува за вас човекот? Видете, за мене човекот е хумано битие кое што во суштина покрај гледањето за себе, за своето семејство, во суштина треба да свати дека треба да припаѓа на институцијата и да припаѓа на државата. Што значи тоа? Тоа значи дека грижејќи се за себе, за своето семејство, обезбедувајќи соодветен и достоинствен живот, бидејќи не треба да трчаме само по парите, бидејќи парите се само средство за живот и комуникација. Во исто време мора да разбереме дека ние припаѓаме во институцијата во која што сме вработени, без разлика дали е тоа приватна или јавна институција, да се одолжиме на институцијата и секако да сватиме дека ние припаѓаме и живееме во нашата држава Македонија, каде што во суштина не треба да се прашуваме што државата направила за нас, него треба да се правиме што ние правиме за држава. Познатата на џФГ што велише доста барате од државата, што ќе направите вие за државата? Што прават нашите политичари за државата? Па добро, Што малце пред тоа сум јас, нека остане плучката, нешто за вашиот живот. Семен човек, женет, дечиња, деца се семен живот нормално. Морам да кажем одредени работи, нормално дека потекнува од насаба непосредно до Велес, 7 километра, моите родители потекнуваат работничко семејство, јас исто така потекнувам од работничко семејство, каде што одреден дел од животот исклучиво се преживувавме и моето школување е од земјоделско производство. Основно и средно образование завршив во Велес, факултетот како последна генерација завршив на економскиот факултет во Штип, првенец на генерација. Просек? Ако нешто значи, просек близу 9. Потоа се запослив во општината Велес, па потоа со централизацијата во Министерството за финанси, па потоа повторно децентрализација пак во општината Велес и во текот на 2001 година во Државниот завод за ревизија, една случајна. Кој ви е хобито? Хобито работа и претежно земјоделие, производство на сопствени производи за моето семејство, моите синови покрај тоа што се академски граѓани и се занимаваат со земјоделско производство. Два сина, едниот оженет, имам прекрасна внука која што ми го разубавува денот наутро. Деница. Деница, да, убаво име. така, ми го разубавува денот и покрај тоа што многу малку можеме да ја гледам, бидејќи работата изискува многу напор. Госпоѓата? И госпоѓата моментално е на работа во странство и така. Како се вика да поздравиме, дечиња? Цар Кацевска. Господина Царка, голем поздрав. Благодарам. Дали сте суетен во работата или општо животите? Не, напротив, мојата девизија е дека јас имам обврска да му помогнам на секому, а мене можеби, јас во исто време верувам дека постои некоја висша сила, па ако таа постои, нека дарува на сите, нека дарува и на моето семејство. Благодарам многу. Рече, можеме еден джингл да предем официјално дел на разговорот. Тоа сум јас, тоа беше представањето на господ Максим Мацевски, главен државен ревизор во вечерашното издание Магазин Цотомич. Убаво представување. Сега да имаме темата како ќе дефинираме. Господин Мацевски, криминал и корупција во Македонија се закон. Што ќе кажете вие за ова? Па добро, видете, јас ќе зборувам со јазикот на нашите методолошки упатства кои што упатуваме на начин на користење јавните средства, односно начин на користење на даночните врзници. Би сакал да истакнем за нашите гледачи, бидејќи честопати зборуваме дека само во нашата држава има корупција и така натаму. Корупцијата е појава која што ниту една држава не е имуна, него прашањето е во суштина колку надлежните органи преземаат мерки и активности таквата корупција да ја сведат на едно прифатливо ниво, што значи тоа со прост јазик да кажеме, дека никогаш ниту една држава не може да каже дека во овој момент во мојата држава нема корупција, него едноставно секогаш надлежните органи треба да пропишуваат и преземаат мерки и активности, корупцијата да се сведе на едно прифатливо
ниво. Ние известуваме, согласно наши методолошки акти, за начин на користење на јавните средства и евентуални сомнежи за злоупотреба на средствата, односно ненаменско користење на средствата. Во услови кога ќе констатираме за одредени конечни ревизорски извештаи, за одредени постапување, за одредени утврдени состојби кај одреден правен субјект кој што е предмет на ревизија на Државниот завод за ревизија, согласно закон и согласно нашите методолошки акти, имаме обврска да го известиме јавното обвинителство кое понатаму постапува по нашите конечни ревизорски извештаи. Да, не може никој да биде имун на корупцијата и криминалот, но таму има казнивост. У Македонија немаме казнивост. Па не би рекол дека немаме казнивост. Мислам дека недоволно ги истакнуваме во јавноста за активностите кои што се преземаат од надлежните органи во тој начин. Ние како Државен завод за ревизија секоја година издаваме годишен извештај кој што преходно рековте дека секој патува одредена порака. Еве може да забележите дека континуирано во последните 4 години како главен државен ревизор упатувам една порака во самото резиме во кое што упатувам на начинот она што сакаме да биде подобрено, бидејќи во 2023 година превладува капиталните инвестиции кои што се највеќе подложни на одредени манипулации за начин на користење јавните средства. Истакнувам дека капиталните инвестиции имаат додадена вредност доколку обезбедат навремени, квалитетни и континуирани услуги за граѓаните. Може да забележите од самата содржина, каде што во суштина ние истакнуваме и за начинот на соработка со јавното обвинителство, каде што даваме и точни информации што во суштина е доставено до јавното обвинителство, колку конечни ревизорски извештаи, какви се состојбите и така натаму. Морам да истакнем дека последните 4 години имаме прекрасна соработка со јавното обвинителство. Нашата комуникација со јавното обвинителство се одвива на тој начин што во суштина како две институции воспоставивме лица за комуникација кои што имаат обврска да комуницираат за утврдените состојби. Имаме дополнително методолошки акти и во јавното обвинителство и Државниот завод за ревизија кои што пропишавме дополнителна обврска на Државниот завод за ревизија и дополнителна обврска на јавното обвинителство за начинот на постапување по конечните ревизорски извештаи, за начинот на известување, за да може да помогнеме во постапката на јавното обвинителство да биде поразбирлива одредена утврдена состојба. Покрај конечниот ревизорски извештај доставаме дополнителни образци кои што ги имаме и потоа јавниот обвинител го разгледува таквиот конечен ревизорски извештај, контактира со лицата за контакт и во исто време по потреба ги повикува помошник главен државен ревизор и ръководител на ревизорска дейност. Господин Нацевски, тоа е многу во што кажувате. Верувајте ми, од сетна почет кон вас ве следам со години, рековте, од 2019 сте екс официо и покрај тоа што имаше еден вакуум од 2017 немаше избрано лице, така да имаше многу негодувања на ваша адреса, ако ми дозволите. Тука сме да ги расчистиме некои недоречености што мене ми пречат. Гледајќи ве, гледав на една информативна емисија, бевте толку храбар и јас навистина викам ваков човек. Јас сакам да го запознам лично, кога го извадивте, изнесовте вашиот извештај и насочивте во таа компанија, тоа сакам да го слушам народот. Државната комисија за спречување на како ме доаѓа ДСКЗ ве обвини, ако смеам така да зборам, дека имавте конфликтни интереси со тоа што државте некои тренинзи. Значи, дали злоупотребавте вашата службена должност? Видете, ова е можност да ја кажеме на вистината на јавноста, не би сакал да стои во вашата нема проблем, само ако може да ја завршам информацијата со соработката со јавното обвинителство во однос на квалитетот на работата на државните ревизори, квалитетот на работата на Државниот завод за ревизија. Според податоците кои што се однесуваат за ревизорските извештаи 2021-2022 година, од вкупниот број на доставени ревизорски извештаи, степенот на прифатени ревизорски извештаи кои што работи јавното обвинителство се 81%,
додека за конечните ревизорски извештаи согласно годишната програма за 2023 година степенот на прифатени конечни ревизорски извештаи по кои што работи јавното обвинителство изнесе од 95%. Секој час. Во однос на она што ме прашавте за тоа што јас сум давал совет за начинот на постапување на одредени вработени во јавните институции и така натаму, ако погледнете согласно меѓуните стандарди на Интосаи и принципите на Интосаи 5.12, каде што вели да се прави разлика помеѓу животот на граѓаните и така натаму, и се до тоа во суштина има три клучни цели во кои што треба Врховната ревизорска институција треба да представува примерот за јавниот сектор, Врховната ревизорска институција треба да го олесни начинот на трансферна отчетност и Врховна ревизорска институција треба да влие на зголемување знањата и вештините. Ниту во еден момент не сум допринел да биде злоупотребно да има судирни интереси. Меѓутоа, за жал, во тоа време на некои личности така еве како стои, сакам да демонтирате тоа. Според ДКСХ, проблемот во целата ситуација е токму тоа што најсериозниот кандидат за главен државен ревизор Максим Ацевски во времето кога работел во ДЗР од една страна правил ревизии во државни институции, а притоа приватно спроведол обуки за вработените во истите тие институции преку Издруженијето за финансиски работници во Велес. Затоа сакав да кај мене на програма во емисиите давам простор соговорникот да ја каже вистината, бидејќи важевте за голем фаворит меѓу 12 пријавени за таа функција. Дали во прашање суета, тактизирање, клеветење, се тоа? Оставам граѓаните да проценат за тоа што во суштина авторот сакал да каже со сето тоа и начинот на постапување, бидејќи ние секојдневно се среќаваме со одредени доставување на пријави и така натаму. А ако појдеме од фактот дека јас сум почесен член и прогласен на Меѓународниот институт за овластени сметковители во Лондон, или ЦИФА, може да заклучите за степенот на моето знаење и искуство во областа на јавно. Да, имаме во преходната година 126 вработени во јавниот сектор, од кои 101 вработен од Државниот завод за ревизија, се стекна со меѓународно призната лиценца за управување со ризици од корупција, а од 18 обучувачи за давање на обука во областа на управување со ризици од корупција, 17 вработени со Државниот завод за ревизија, еден од тие 17 сум јас, еден од тие 101 вработен сум јас, за разлика од други институции кои што не го направија примерот што го направи Државниот завод за ревизија. Вклучувајќи и мене да во менеджментот на Државниот завод за ревизија се стекна со меѓународен сертификат за управување со ризици, врз основа на покажаните резултати, претседателот и управниот одбор на ЦИФА со седиште во Лондон заклучија дека Максим Ацевски е достоен да биде почетен член на ЦИФА во Лондон. Секој час. Господин Ацевски, јас сакам, ја замислив емисијата да ги представам вашата институција на 3, односно 4 дела. Се вели дека Државниот завод за ревизија, но пред да предам на тоа, морам едно прашање што е загонетното од народот, вклучувајќи и мојата маленкост, кој сум бил дел на институцијата, за жал, во колку фирми сум бил, откако ќе заменам, тоа се приватизира, се акционира, никаква акција не сум добил, ни во македонска телевизија, ниту од Бето, да не ги бројам сега, но со Македонија Инвест, каде што сум работел, од постфестум, кај мене кога заменав, сите стана акционери и така натаму. Има ли шанса, меѓу јавно мислење, дека приватизацијата во Република Македонија е дефинирана како криминална? Има ли шанса да дојде до ревизија на приватизација? Директно прашање на вистинско лице. Видете, приватизацијата е завршена работа и тоа се случувало одамна. За жал, одредбите на кривичниот закон ги знаете какви се. Си го сменија намерно. Донесува лек специјалис. Јас не можам со тој реч. Јас, видите, господин Ацевски, народот многу сака автентично да толку да ќе ми дозволите. Но во моето работно искуство 2001 година навака имавме храброст и смелост и достоинство да утврдиме состојба која што се однесуваше на приватизација на одредена компанија и ние на државата и вративме 100 и нешто милиони евра. Тоа е со докази докажано. Тоа во суштина... Која е тоа фирма?
приватизацијата на поранешен ЕСМ. Есам. Да, се однесува на неплатените побарувања, каде што странски откупувач му беа пренесени неовластено одреден број на побарувања. Како државна ревизија го утврдивме тоа, го истакнавме во конечниот ревизорски извештај. Благодарам на ревизорскиот тим кој што работеше, благодарам на сите вработени кои што се вработени во Државниот завод за ревизија, бидејќи се работи за сосема искусни професионалци кои што добро знаат да се вршат Неголемата златна кокошка во Македонија. Добро. Ние беше дека тоа. Не знам кој, не можам да се сетам кој беше премиер, меѓутоа истакнувам дека потоа имавме неколку состаноци во тогашната влада. Врз основа на таквите состаноци се донесе соодветен заклучок, странската компанија прифати да ги врати парите на државата преку затварање на поборувањето од општините и јавните субјекти. Дали вака ме прашам како граѓани? Да. Дали ви е седно што тие златни кокошки се дадени така, а само да дозволите, значи не зборам никош паушално, инсайдерска информација, 24 милиони евра беа дадени за социјални пакети. Да се задоволи не само суетата, меѓутоа и социјалната. Македонија пустови дефиниција социјална држава. Значи, инсайдерска информација, да тие средства од сумата пари, дали ви влезе во тој записник, дека се дадени да се помогнат социјално загрозените фамилии кои не платиле електрична енергија и кои после извршители ги фатиле на третман и некои почина, Бог ги прости, имајќи факт дека тие од макет, од проблеми почина. И сепак тие пари беа сокриени, со еден збор, простите, народно кажано, глаголска форма, украдени. Видете, јас не можам да зборувам за тој другиот дел кој што ние не сме го ревидирали и кој што не бил предмет на ревизија од наша страна. Може да зборувам за она што ние сме го утврдили, а тоа велам ненаплатени побарувања кои направениот субјект кој што беше купувач на дел од акциите на ЕСМ, каде што точно знам зошто се употребени овие средства и велам, тие средства се употребени за покривање на врските на единици на локална самоуправа и покривање на врските на комуналните предпријатија и јавните субјекти, односно буџетски корисници од централната власт и врз основа на сето тоа, потоа единица на локална самоуправа, јавните предпријатија и буџетски корисници уплатуваат средства на компанијата. Господин Цевски, да ве прашам искрено со оглед дека важите за еден авторитет во вашиот корпус, на вашиот окружување и пошироко, да бидам искрен, немам тука куртуазија што да правам, туку кажам, но кажете ми во овие 7 изминати години, како ви гласат вашите извештаи, како позитивни или негативни во делот на, имајќи факт дека експертска јавност, меѓународна јавност, Европска комисија со извештаите, велат класична корупција, перење пари и се тона. Со еден збор не цветале рози овие 7 години. Што би додале? Значи, ве прашам не како екс-официо ревизор, еве како интелектуалец, одговорите ми и патем можете и како ревизор. Ќе се навратиме на преходното прашање кој што рековте дали требало да се продадат одредени акционерски друштва во државна сопственост. Нема потреба многу да бараме одговори каков одговор ќе биде. Ако погледнеме како дозволете. Ако погледнеме каков е статусот на компаниите кои што ги купиле нашите акционерски друштва во чија сопственост. Така да може да погледнете Deutsche Telekom во чија сопственост во Германија и нема потреба да даваме одговор ние, туку во суштина одговорот може да се погледне директно. Сега во однос на она што значи кој е корупцијата. Видете, прво треба да знаеме кои се и како и на кој начин се мониторира корупцијата. Секоја година се издава извештај кој што се дава и се одредува рангирање на нашата држава за степенот на она што значи на која позиција е нашата држава во делот на превенцијата од корупцијата или колку државата, односно институциите во јавниот сектор се инволвирани во корупцијата. Процесот на оценување се од повеќе аспекти, мислам дека повеќе од 8 оценувачи има. Треба сериозно да се пристапи во разгледувањето на системот на оценување, бидејќи нашата држава од одредени оценувачи имаме скоро 45 индексни поени, а некаде паѓаме некаде до 28, 25 и така натаму, и така да имаме постојано осцилации.
но тоа е надлежност на државата и органите кои треба да го оценуваат и да стапат во контакт со оно што значи оценување и зошто на таа позиција сме. Во однос на квалитетот на работа на Државниот завод за ревизија и каде ние и како и какви се нашите извештаи, морам да ви кажам дека нашите извештаи се професионални, нашите извештаи се прецизни, кратки и јасни за потребите на медиумите, вклучувајќи и вас. Подготвуваме соопштенија за медиумите во кои што може да деве понесов и може да ги видите, ова се капиталните инвестиции. Ова е за јавното сообраќајно предпријатие на град Скопје кое што ги задавме пред една недела. Ова е за магнетната резонанса. Ова е за алармантниот одлив на нашите мозоци во иностранство и така натаму. Ова е за подобрување студентскиот стандард и начинот на сместување и така натаму, каде што се трудиме од целокупниот извештај, да речеме од 50-60 страни, да извадиме 3 страни за медиумите, да ги напишеме, за да биде појасно, разбирливо, со еден збор јазик. Предизвик со оглед дека навистина мене ми е предизвик по вечерашниот магазин, таксативно, пошто бидејќи ова е многу голем предизвик да го слушнат и гледачите. Но дали би дозволили овај магазин ќе направи еден малце еден брейк и се враќаме во студиото, почитувани останете со нас. Нашата екипа тука е Кристина, мојот асистент, Ивана и Огнен, на една музичка номера и се враќаме во студиото, станува се поинтересно. Bersi yane
Да, драги мои, по оваа прекрасна песна на Зоица Лазова, и јас ми е задоволство што вечерва за прв пат во студио, во магазинот особено, ми е гостин Макси Мацевски, главен државен ревизор. Нашна е навистина субтилна тема, а која за мене е непресушен извор. Еве, во името на ексклузивата, ве молам, може ли таксативно за овие извештави по некоја по една минута или две, по една минута, да речам, ги спомнавте? Добро, еве, благодарам многу. Во текот на она што значи ревизија на успешност за користењето на магнетната резонанса, во суштина констатиравме она што е клучната поента. Во периодот од 2017 до 2022 година го анализиравме бројот на компјутери или со кои што се врши магнетната резонанса и го анализиравме бројот на извршени здравствени услуги кон нашите граѓани. Што констатирав? Ако во текот на 2017 година сме имале 7 компјутери за магнетна резонанса, во 2023 година сме имале 14. Тоа значи имаме 2 пати повеќе набавена опрема за давање на здравствени услуги на граѓаните. И нормално би требало да очекуваме дека бројот на извршени здравствени услуги кон граѓаните би требало да се зголема. Напротив, бројот на извршени здравствени услуги во 2017 година и бројот на извршени здравствени услуги во 2022 година е приближно ист. Што тоа укажува? Тоа укажува дека државата набавила 7 дополнителни компјутери за магнетна резонанса. Еден компјутер изнесува некаде приближно 1,5 милиони евра, или тоа значи дека државата дала 10,5 милиони евра дополнителни средства, а во суштина нема додадена вредност од таквата набавка. Кои се причините за тоа? Причините се поради тоа што напоредно со набавката на опремата не е вршено и не е осмислено да се едуцира, да се создава соодветен персонал кој ќе го обслужува тој компјутер, ќе може да врши здравствени прегледи, ќе може да ги чита резултатите и да ги соопштува резултатите на нашите граѓани. Со еден збор штета. Добро, ние велиме немаме додадена вредност од извршената набавка. Второ соопштение во кое што се однесува за јавното сообраќајно претпријатие на град Скопје, е во суштина констатацијата дека јавното сообраќајно претпријатие не е во состојба да даде соодветна навремени квалитетни услуги на граѓаните во град Скопје и го имаме онаа состојба која што нели постојано граѓаните кажуваат дека имаме доцнење на автобусите каде што не можат навремено да стасат и така натаму и тоа го чувствуваат и нашите вработени каде што во суштина се создава една нервоза. Што утврдивме во работењето на јавното сообраќајно претпријатие, дека неколку години наназад немаат извршено набавка на нови автобуси, дека просечниот век на старост на автобусите изнесува некаде приближно околу 15 години, ако не грешам. Потоа констатиравме дека со една јавна набавка на нафтени деривати, поради ненавремено плаќање на врските према економскиот оператор, склучен анекс во кој што во суштина се пресметани казнени камати и така натаму. По укажување на ревизијата ние обезбедивме додадена вредност на јавното претпријатие некаде повеќе од 203.000 евра, каде што правниот субјект не даде одредено книжно одобрување. Кажуваме дека јавното сообраќајно претпријатие извршува превоз на студенти и учениците, меѓутоа државата не дава средства за сето тоа. Кажуваме математика дека за секој извршен километар, за секој создаден трошок во однос на 1 километар се прават трошоци 2,1 денар, а во суштина јавното претпријатие наплатува 1 денар и така натаму. И во истото време имаме состојби во кои што средствата кои што се обезбедуваат од градот Скопје не се доволно за да се обезбеди едно нормално функционирање на јавното сообраќајно претпријатие. Има и други состојби кои што се однесуваат
на одредени градежни објекти кои што се дадени под закуп во јавното предпријатие на приватни правни субјекти, меѓутоа верувам дека граѓаните збор, тој извештај е позитивен или негативен? Не може да стане збор за позитивен, а еве должам одговор на прашањето ме прашавте какви се ревизорските извештаи што Државниот завод за ревизија ги издал. Ако може да забележите дека ние секоја година известуваме за оно што значи издадени ревизорски извештаи, издадени мислења и така натаму, и може да забележите процентите кои што сум се припремал за излагање во собранието на нашата држава, може да забележите дека 46% од ревизорските извештаи се негативно мислење, што кажува на една жалостна состојба. Овој период овие 7 години, може да речеме? Не, ова е периодот за 2023 година, ова се податоци за содржање во годишниот извештај за 2023. 46%. Со еден збор сакам да ве прашам, политичари, јас кога се решив да го направам тој првиот електронски лист, па потоа антикорупцијската ја зема таа идеја, ја тоа го направив како новинар во едно печатен магазин, бидејќи да не замарам и јавноста, такви беа животните траектори, но го направив врз на основните прашања. Колку се богати, што возат, што поседуваат, значи основни елементарни потреби што ги поседуваат се тој анкетен лист. Верували или не, има многу честни одговори од причина што луѓето сакале да се случи во Македонија позитивен растеж. 98 година беше таа, само една политичка партија, тоа беше Социјалдемократскиот сојуз во тоа време, не сакаше да учествува во целост на моите анкети што ги правев за магазинот М-експрес. Беше политички магазин, го дефинирав. Но како и да е, дали политичарите, јас тогаш и реков, за да се стане политичар мора да се изложи на психотест и полиграф. Од сето тоа, бидејќи навистина доколку политичарот се одважи да направи еден психотест и да полиграф, ја верувам дека че има чиста совест да се настапи и да рече дека е политичар. Колку политичарите денеска аплицираат за документ, како да речем лиценца или што издавате, како се издава тоа за неизложеност на корупција и се тоа? Видете, јас не знам состојбата за политичарите. Верувам дека немаат потреба. Функционери, да речем функционери. Мислам дека немаат обврска да се стекнат со такви сертификати. Функционери просто така. Бидејќи тоа се избрани именувани лица кои што имаат други обврски согласно законот. Ние како ревизори, нашата институција имаме обврска континуирано да изголемуваме нашите знаења и вештини, затоа велам благодарност до донаторот УСЕД кој преку ИФЕС, тоа е организација за мониторинг на изборните системи, обезбеди можност 126 вработени во јавниот сектор да посетуваат едукација, а од тие 126 вработени и 101 вработен заедно со целокупниот менеджмент на Државниот завод за ревизија се стекнат со еден таков сертификат за управување со ризици од корупција, и тоа не е основна алатка каде што во суштина и материјалот кој што го обезбеди ЦИФ од Лондон и истекнатиот сертификат и посетата на едукациите обезбедува дополнителни знаења и вештини на вработените во Државниот завод за ревизија да се стекнат и да пременуваат во својата работа, односно во ревизорските активности. Дали е лошо и политичарите да се изложат на таков тип? Видете, сега секое проучување и секој сертификат што ќе го стекнете дополнително во прилог на својата професија. Господин Назевски, со оглед дека спомнав дека на предпочетокот на подготовката на вечерашната емисија оде со некои 3-4 стола, од причина дека сте максимално професионално инкорпорирани во делот на вашето работење, но вашиот извештај ќе допре до институциите у системот. Во моментот тоа е обвинителството. Кој е фидбекот? Дали имате си енергија? Бидејќи голем број кривични дејанија се ремек дело нивно на политичарите. И нема никаква казнена одредба. Со оглед дека тие завршуваат во фиоки, завршуваат во телефони, дали се црвени телефони или други работи. Значи ли тоа дека доколку вие имате одврзено и видат одврзени рацете, бев на брифинг, пред емисијата, во текот на паузата ме прашав, каква е можноста да се компарираме со нашите соседи. Дали, например, Државните завод за ревизија
имаат поголеми ингеренции и послободни се од делот на артикулирање и, да речам, и да поднесуваат и пријави, казнени, да пријави, крични пријави. Видете вака, не станува збор за тоа дали имаме право да поднесуваме кривични пријави или не, него едноставно во суштина, ако погледнете извештајот на Европската комисија години назад, извештајот и ова година, што сега го објавија пред 2-3 дена, во суштина се однесува на неколку работи. Тоа е вградување на Врховната ревизорска институција, односно Државниот завод за ревизија, во уставот на нашата држава, донесување на новиот закон за државна ревизија, каде што го доуредува начинот на комуникација со јавното обвинителство, начинот на постапување и врската за постапување на субјектите предмет на ревизија по конечните ревизорски извештаи, статусот на вработените, односно вреднување на трудот на вработените, бидејќи треба да бидеме свесни, ако вие не го вреднувате трудот на вработените, имаме толкова голема конкуренција во приватниот сектор, што тој ќе се замени во приватниот сектор и нормално дека секој честен што работи во јавните институции, живее од плата и мора да го вреднуваме тој труд. Ние во регионот, споредено со нашите резултати кои што ги имаме постигнато, со големо задоволство можеме да кажеме дека ние сме лидери и во регионот и во пошироко, а и во рамките на Европската унија, каде што имаме подобри резултати од одредени врховни ревизорски институции. Но она што би сакал да го истакнем. Ние во суштина последните неколку години испишуваме историјата и морам со чиста совест да кажам дека едноставно никој не се обидел да ја наруши независноста на Државниот завод за ревизија во последните неколку години, а последнава година во суштина се испишува една нова страна во историјата на Државниот завод за ревизија. Со задоволство можеме да констатираме дека последните месец дена 3 ревизорски извештаи континуирано представуваат предмет на разгледување во одредени матични комисии во собранието, а еден конечен ревизорски извештај преку Комисијата за енергетика под раководење на господинот Бојан заврши на пленарна седница на собранието и еве со мене ги носам, може да погледнете и заклучоците донесени на седницата одржана 22 октомври 2024 година, што е прв пат во историјата на работењето Државниот завод за ревизија еден конечен ревизорски извештај да биде предмет на дискусија во пленарна седница. Така да одредени работи се поместуваат. Жално е што одредени еволуатори од меѓународните институции недоволно го ценат се до тоа, бидејќи навистина во последните неколку години има значителен исчекор во она што значи начин постапување по конечните ревизорски извештаи и од јавното обвинителство и од собранијата. Дали ви се случило црвен телефон да ви се јави премиер рече, слушај, Ацевски, дај малце шминкај го? Такво нешто не може да се случи, не се случило и нема да се случи. Нема да дозволите во секој случај. Не сум дозволил досега, нема да дозволам понатаму. Стана збор со тоа што нашите стратешки партнери, гледам дека спомнате USAID и навистина почит кон институција кој помага во делот на многу проекти за развој на демократијата, правосудството и сето оно, но еве во Академијата за суди таму се и се што има. Дали направивте ревизија таму? Кога веќе го спомнавте USAID, морам да ги споменам и другите донатори, бидејќи нашата работа им помогнато од поголем број на донатори, искрено да ви кажам, и постојано се јавуваат. Дали со право, бидејќи велат дадовме 500 милиони долари бе луѓе и сакаме? Ќе одговорам на прашањето ако ми дозволите. Бидејќи чувствувам обврска да ги ставим останатите донатори, бидејќи преходната недела патувавме во Врховната ревизорска институција во Полска и јавното обвинителство на Полска со подршка на Вестминстер фондацијата, финансирана од британската амбасада. Ние исто така користиме средства од програмата за развој на Уединетите нации УНДП во нашата држава. Користиме средства од ЕФС, користиме средства од UN Women и така натаму. Еве на 19 утрото треба да подпишеме договор за донација на опрема од UN Women, каде што целиот тој сектор кој што се занимава со ревизија на целите за одржлив развој, 5 родова еднаквост ќе биде опремен со хардвер.
користиме средства од NDI, кој што во суштина исто така дал одредена опрема и дава одредена поддршка во соработката со собранието, така да ми имаме и други донатори кои што во суштина даваат одредена поддршка во работењето на Државниот завод за ревизија. Јас на вистина изразувам благодарност, а еве пред недела дена добивме известување од Евросај кој што по втор пат добиваме 15.000 евра грант, кој што во суштина ќе поддржи една активност на Државниот завод за ревизија, која што ќе биде и основа за празнување на 25 години постоење и активно работење на Државниот завод за ревизија. Состојбите во Академиите за суди и јавни обвинители нема да ги коментирам од аспекте што се случува и како се случувало, бидејќи Академијата за суди и јавни обвинители ќе биде предмет на ревизија со годишна програма за ревизија за 2025 година, која ќе ги утврдиме тогаш доказите кои ќе утврдиме составите, кога ќе го објавиме конечниот ревизорски извештај. Се надевам ќе имаме добро здравје, ќе бидеме повторно гости и ќе дискутираме за утврдените состави. Много со задоволство ќе биде предизвик да ми бидете и почесто соговорник. Од друга ситуација таму имаме се, ама немаме правичност, правда и професионалност. Велам, вие тоа можете да го кажете. Вие сте новинар и јас сум избран и минуван од страна на собранието, каде што морам да работам со докази. Во овој момент ние не сме извршили ревизија на Академијата за суди и јавни обвинители. Како граѓанин ги следам состојбите, меѓутоа овде не можам да коментирам како граѓанин, коментирам како главен државен ревизор и велам, во моментот кој ќе извршиме ревизија на работењето на Академијата за суди и јавни обвинители, во моментот кога ќе го објавиме конечниот ревизорски извештај, со задоволство ќе ми биде чест и задоволство повторно да дојдеме овде и да дискутираме за утврдените состави. Кажете ми, со оглед дека ја спомнавте СМ. Многу е, господин Нацевски, сепак тоа се народни пари, народни инвестиции, преку ноќ од обични смртници да станат тајкуни. Дали ви е седно? Не можеме да речеме, не, ве ја замолувам, прво, како не мора како екс официо. Како граѓанин, видите сте дел на македонскиот народ, како и јас. Многу луѓе си одзема животите, бидејќи остана без работа, на работна екзистенција. Која ќе види дека некој преку ноќ станал тајкун, вози разни джипове од преку 1 милион евра. Слушам дека такво возило, го слушав газдата на една компанија на моторни возила, и викам, каде бе тие луѓе 1 милион евра да даде за возило? Дали со честност може да се заработи? Сега без разлика, не како екс официо ревизор, ве прашам чисто како е човек кој е упатен во, народно кажем, делаверите, што се случува, и ретко секој час за правичните. Како го дефинирате се тоа? Ведете, секоја час е почет на сите оние правни субјекти во приватниот сектор кои што заработуваат реално и објективно согласно законски. Ние рековме и на самиот почеток дека сепак ниту едно општество не е имуно на одредени коруптивни дејства. Така да во однос на оно што рековте и за правниот субјект и акционерското друштво од област на енергетиката, не ми е едноставно и не ми е честно и не ми е лесно да кажам и не сум имун на состојбите што се случуваат. Затоа и ако погледнете наназад, постојано наведеното акционерско друштво било предмет на ревизија, има утврдени одредени состави. Таквите состави биле проследени до надлежните органи. Еве истакнувам дека целокупниот енергетски систем и повеќе акционерски друштва кои што се од областа на енергетиката и пред неколку дена разговаравме со други заинтересирани страни кои што бараат да се офати енергетскиот систем, ќе бидат сите акционерски друштва ќе бидат предмет на ревизија повторно во годиш. Дозволете. Значи ќе бидат повторно на ревизија со годишната програма за 2025 година. Во преходната година во преходните години ги офатиме акционерското друштво АД МЕПСО, во преходните години го офативме Номагаз, каде што имаме безброј утврдени состојби кои што се однесуваат на начинот на користење на јавните средства. Имавме ревизорски извештај за ревизија на успешност, за енергетската ефикасност
Со задоволство можам да кажем кога во контакт комитетот на ниво на Европска унија земите кандидати и потенцијални кандидати се разговараше да се спроведе ревизија за енергетската ефикасност, Државниот завод за ревизија веќе имаше конечен ревизорски извештај за енергетска ефикасност. Повторно неколку години наназад правиме ревизија на акционерското друштво ЕСАМА, правиме ревизија на црвени знамења од она што значи електронски систем за јавни набавки, каде што покажуваат не еден сомнеш за начинот на постапување делување договорите за јавни набавки. Во таа ревизија на согласност повторно биле јавните набавки од ЕСАМ и така натаму, така да во верувам не ми е ниту едноставно, ниту лесно. Ако ме прашате сега каде се вечерва моите деца, сега ќе ви кажам дека и да отидете да проверите, тие се вечерва некаде до 10 часот на нива каде што се занимаваат со земјоделство и покрај тоа што и двајцата се академски граѓани, едниот е програмер. Секој час е убаво да се слушава и една порака до сите наши деца и наши семејства кои дефинитивно треба да слушаат се добри примери. Го спомнавте МЕПСО. Излегува некои малверзации на компаниите, кој што реков, кои директно добија, стана збор за некоја набавка на некои трансформатори кои беа купени од, условно кажано, од некоја керка на Кончар или некоја албанска компанија. Беше случајно спомнал од еден пратеник на една политичка партија. Што мислите за сите овакви дубиози, овие аномалии што се јавно транспарентно кажуваат? И апропо тоа, го спомнавте и ЕСАМА повторно, компанија која навистина на еден фантомски начин од народна забелешка и дека беше многу средства испумпа, милионски суми во контекст на Рек Битола. Не би сака да ја спомнам, предпоставам дека знаете за која компанија станува збор. Дали тука планирате во рамките на овојот план што ви е дефиниран да ја малце ставите рака и да испитате што е како? Нема што криеме, тоа беше компанијата Марковски. Марковски беше компанија спомната повеќе. Добро. Ние во суштина кои издаваме конечните ревизорски извештаи, не ги наведуваме правните субјекти и не сакам да лецитирам со имењата на правните субјекти, само да се надоврзам. За среќа утрово имавме краток состанок со менеджерскиот тим на МЕПСО. Разговаравме за одредена состојба која што имаат проблеми. Менеджерскиот тим беше изненаден за моето познавање на состојбите, бидејќи наназад двете ревизии, во едната сум бил помошник главен државен ревизор, во другата сум бил главен државен ревизор, така да добро ги познавам состојбите. И ако нашите гледачи и граѓаните сакаат малку повеќе информации, им препорачувам да го прочитат ревизорскиот извештај за МЕПСО и ќе добијат целосна слика за оно што се случувало. Дали е во ред постапувањето за одредени правни субјекти, мора да се Сте во тек за трансформаторот? И повеќе од сето тоа што го пишуваат медиумите, бидејќи сме учествувале, сме дали одредени состојби, така да мислам дека имам информации за изградбата на далеководот и за користењето на средствата од Европската банка за обнова и развој, така натаму и така натаму. Дали сето тоа треба, бидејќи ова е емисија кој сите емисии, меѓутоа сепак ова е авторитетна емисија и верувам дека ова ќе допре до институциите на системот. Дали треба да остане како, почитувајќи ги вашиот труд, вашето залагање, дали само, простете ме молам, како заклучок, хартија на маса, или треба институциите, обвинителството, час поскоро да преземе иницијатива? Па мислам дека нема да остане. Сите ревизорски извештаи кои што зборавме се доставени до надлежните органи, комуницираме со надлежните органи, имаме одлична соработка, кој што реков, и мислам дека нема да остане. Сметате ли дека треба, повторно ве молам, не сакам да ставам незгодна ситуација, ве прашувам како интелектуалец, дека треба да има реформи во судскиот систем, правосудниот систем, органите, обвинителството и сето она. Со оглед дека вака не може да функционираме. Вие ќе се утепате од работа, политичкиот амбиент ќе се исто така ангажира се бори против криминалот, корупцијата, од друга страна, тие што се ингерентни и оповикани се борат против тоа, ќе видат вака, чисто наблюдувачи. Докаде оди се тоа? Мора да ја знаете улогата наша. Дали треба да има реформи во судскиот систем,
ќе се каже министерот за правда, бидејќи тој е задолжен за координација на стратегијата за реформа во судскиот систем, ќе се каже судскиот совет, бидејќи дозволете ако може, ќе ви дадам одговор, само дозволете да одговорам. Ќе се каже судскиот совет како надлежно тело во однос на она што е, колку е задоволно, што е задоволно и така натаму. Јас можам да кажам од она што ние направивме ревизија на ефикасност на мерките и политиките утврдени во стратегијата за реформа на судскиот систем, каде што во суштина огромен број од мерките и активностите утврдени во стратегијата не беа спроведени. Што тоа укажува? Не беа спроведени. Што тоа укажува? Тоа укажува дека надлежните органи не ги преземале потребните мерки за имплементација на мерките кои што биле утврдени во стратегијата. Какви ни се резултатите, секојдневно слушаме. Но во исто време мора да заклучиме и кога велиме какви се резултатите во судството, мора да се запрашаме, а што направивме ние за судството да функционира непречено? Дали му дозволивме и му издвоивме доволно средства, како што тоа е утврдено во Закон за судски буџетски совет? Не. Дали на јавното обвинителство му дозволивме толку средства колку што е утврдено? Не. Дали им дозволивме да вработат толку персонал колку што? Не. Дали дозволивме да вработат истражители? Не. Ве молам, вие сте новина. Ако вие сте собственик на телевизијава и само вие обслужувате, а ви треба камерман, ви треба техничари, ви требаат мајстори за тон и така натаму, дали ќе функционирате нормално? Да. Меѓутоа, дали треба партиски да бидат тие поставени ко војници? Суди, обвинители и така натаму. Со оглед дека знаеме што се случи 94 имаме партиско поставеност на 450, пардон, бројката не сакам сега да ли цитираме, толку беше. Пореметен беше судскиот систем. Ден денеска се носеа погрешни и излунеди пресуди на телефон, база на телефон, и носени се пресуди за кои државата ден денеска плаќа пенали. Затоа ве прашам, дали треба да се департизираат овие институции кои одлучуваат за авторитетот, целисходноста на... Мислам дека нема потреба такво прашање. Одговорот е јасен. Не само тие институции. Целокупниот јавен сектор, сите вработени треба да бидат непартиски. Вие како граѓани може на денот на изборите да изберете и да се гласате за било кој политички субјект. Меѓутоа, во својата работа треба да бидете професионалец и да се трудите да издадете квалитетно. Имаме ли шанса тоа да не се случи? Па ако имаме можност во Државниот завод за ревизија да се случи тоа, ако имаме можност да се случи во други институции во јавниот сектор, зошто да не биде за целиот јавен сектор? Дали се согласувате со мене дека јас едве чекам да се го видам случајот не од типот на Чаушеску, туку типот кога двајца премиери видов за дрешетки, кога обвинителите ги уапсиле за своите кривични дејанија. Дали Македонија треба да се случи такво нешто за да има наравучение дека никој не сме да допре по туѓо, односно национално државно? Ведете слободно, може така не. Ве молам. Да. Ведете слободно. Ние мора да го сватиме потребата на менување на мајнсетот. Моето доаѓање тука со задоволство го прифатив, бидејќи ми се јавивте, само замолив да се одложи бидејќи имав службено патување. Дел од оние луѓе кои што ги информираа рекоа дека не треба да дојдат, бидејќи поставувате незгодни прашања. Ве прашав за прашањата, рековте дека не исподелувате прашањата. И не ми споделивте прашање. Секој чест одговорив на сите прашања. Тоа е улогата. Значи, ние мора да сватиме дека треба да бидеме професионалци, дека треба да испорачаме најдобар квалитет и врз основа на тој квалитет треба да се мери учинокот на секој поединец. Многу ми дадете за право да ве прашам, со најтаксативно влагаме финалето. Каква е поставеност на вработеноста? Дали е професионална или на база на балансерот? Дали имаме компетитивност или имаме квантитативност? Во досегашниот период се трудиме да обезбедиме квалитет во вработувањето во Државниот завод за ревизија и ако немаме квалитет во вработувањето, нема да го имаме ова. Може еве на крај да истакнам една поента од председателот на Европскиот суд за ревизија. На 4 октомври, мислам дека беше средбата во Европскиот суд за ревизија и нормално
како врховна ревизорска институција посакувате да соработувате со најголемата и најзначајната ревизорска институција на Европската Унија, каде што побарав одредени наши вработени да бидат на стажирање, побарав одредени наши вработени да бидат на едукација во Европскиот суд за ревизија, побарав одредени експерти од Европскиот суд за ревизија да бидат дојдени во Државниот завод за ревизија и на крајот, после тоа што го ставивме и презентиравме, изреката беше: можеби треба да се запрашам дали вие со вашиот менаџерски тим не треба да дојдете да одржите предавање на моите вработени во Европскиот суд за ревизија. Дали ова не е чувство на задоволство на една врховна ревизорска институција на Македонија? Јас ви честитам за се тоа. Ќе ми дозволите само една анкета, со оглед дека еден цел месец водам една кампања како новинар, ведејќи 3 пати ги следев американските избори. За кого типувате? Видете, типувам за оној што ќе донесе демократија, оној што ќе успее да нема војна во светот, за оној што ќе обезбеди храна за гладните во светот. Ми беше предизвик, наистина што беше мој соговорец, посакувам добро здравје. Задоволство. Еве, јас сум тој слободан. Дали поминавме добро овие 60 минути? Прекрасно. Да сте ми живи и здрави, почитувани. Ви благодарам многу што бевте во овие 60 минути со нас. Да, утре е Митродарска задушница, јас сум религиозен и оваа телевизија си има не само наратив, тон на духовност и верувам да ви се доближивме со сето срце и почит кон сите вас, да удели на мојот соговорник кој си отвори својата душа и срце и даде вистински оценки за се она што значи да биде предизвик број 1 во една институција каде на вистина решава за сите дубиози што се случуваат, но и добри дела. Но дај Боже да има повеќе добри дела. Еве, бидете живи и здрави. Ве поздравам со пораката на господин Ѓорџ Атанасовски, кој ги поздравува нашите пола милион македонци или 500.000 македонци во САД, кој во вторник ги очекува денот на изборот за председател на Соединените американски држави за 2024. Останите во добро здравје, се гледаме во наредната емисија, а Ивана, те молам, одјавуваме со пораката на господин Атанасовски. Пријатна вечер. Македонскиот бизнисмен Ѓорѓе Ѓорџ Атанасовски ги повикува сите македонци кои имаат американски пасош да гласаат за идниот американски претседател Доналд Трамп на предстојните претседателски избори во САД.